Кратењето на буџетот за програмата за ретки болести може директно да го загрози животот на пациентите. Во време кога бројот на дијагностицирани расте, секое кратење на средствата создава страв кај семејствата, дали некој ќе остане без континуираната терапија, која за пациентите е прашање на преживување. Нашата порака до властите е јасна. Буџетот мора да ги следи потребите на пациентите, бидејќи болеста не чека ни бирократија, ниту избори, ниту ребаланси. 240 од пациентите со ретки болести се деца до 14 годишна возраст, секој за себе приказна и тивка борба. Председателот на Националната комисија на ретки болести Злате Стојановски уверува дека и покрај намалените средства ниту еден од пациентите нема да остане без терапија. Имавме интензивни исследувања, интензивни разговори. Министерот за здравство ги има ретките болести во своите топ приоритети и заедно со останатите власти сигурно ќе направат модел со кој што овој буџет ќе се промени. Бројот на лица со ретки болести не е намален, а постојат и нови пациенти кои со години чекаат пристап до терапија. По теркот на развиените земји треба да се изнајдат начини како да се забрза процедурата за добивање лекови кои се многу скапи. Постојат ситуации каде што е хиперургентна терапија. Конкретно као нефролог, хемолизно-уремски синдром, јас немам ампула еколизумаб на тоа дете да му дам. Тоа е сраволизумаб, не е битно. Немам ако дојде. Не можам да земам од она што редовно прима. Како тоа да се реши, да се види како решила Европа. Неофицијалниот регистар на Сдруженијето ретко е да си редок број 408 ретки дијагнози. Инаку денеска стартува 8-та сезона на националната кампања. Ги запознаваме ретките болести, која подигнува јавната свест и гласно говори за предизвиците со кои се соочуваат овие лица. Нина Ритоновска, Сител телевизија.